Понеделник, 16 јуни 2025 година. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска се наврши 82 години од масакрот во Ваташа, што на 16 јуни 1943 година го изврши бугарскиот фашистички окупатор. Во Моклиште денеска им беше оддадена достојна почит на младинците од Ваташа. Представници од семејствата на убиените 12 ваташки младинци, делегации предводени од градоначалникот на општина Кавадарци Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чорамов, пратеници, представници од армијата на Република Македонија, советници, представници на политички партии, представници од Сојузот на борци, Кавадарци, Неготино, Струмица и Прилеп, директори на јавни институции, жители на село Ваташа, денеска се поклонија пред споменикот во Моклиште, оддавајќи достојна почит на жртвите во масакрот што бугарите го извршија на 16 јуни 1943 година токму во Моклиште. Историски час за овој настан кој никогаш нема да се заборави, одржан над Какитева од Музеј галерија Кавадарци. Ваташките младинци не се само минато, тие се совест која не тлее, туку гори. Тие се патоказ дека слободата и правдата бараат жртва, љубов и истрајност. Никогаш нема да дозволиме да се заборават, рече меѓу другото градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев. Денес на ова немо, а свето место во Ваташа, стоиме собрани со наведнати глави и срца преполни болка. Но и со исправени мисли што одекнуваат со сечавање, со почит и со длабока гордост. Се навршува 82 години од денот кога 12 млади ваташки срца престанаа да чукаат. Но почнаа за секогаш да живеат во историјата, во совеста и во душата на нашето Кавадарци и Ваташа. Тие беа млади, со соништа, со љубов, со живот пред себе. Но во мигот кога слободата беше задушена, ти не ја молча, не се крија, се исправија. Се издигнаа со голи раци, но со огнено срце, го избраа отпорот наместо покорот. Правдата наместо стравот, Македонија наместо себе си. Тие не беа обични момчи, а стана вечни херои. Не се запиша нивниот крај, туку нивната безсмртност. Нивната жртва е гласна порака што треба постојано да се оддекува. Слободата не се добива, се заслужува. Мирот не е случајност, е избор. Иднината не се наследува, се гради врз темелите на минатото. Како општина Кавадарци ние не само што сечаваме, туку и ветуваме. Во нивна чест изградивме 12 споменици, по еден за секој живот, секој име, секој издив што замолкна прерано, но одекна вечно. Изградивме и спомен куќа не како обична градба, туку како храм на сечавањето, сведоштво на вистината и светилник за новите генерации. Никогаш нема да дозволиме да бидат заборавени не во Ваташа, не во Кавадарци, не во Македонија и пошироко. Зашто ваташките младинци не се само минато, туку се и совест. Совест која не тлее, туку гори. Тие се патоказ дека слободата и правата бараат жртва, љубов и истрајност. Почивајте во мир, храбри наши момчиња. Вие сте срцето на оваа земја, вашата смрт не ослободи, вашата тишина не научи да зборуваме со достоинство, вашата е вечноста, а наше заветот. Ти благодариме Македонија што ги роди, а ти Ваташа што не дозволи да бидат забораени. Вечна им слава, вечна благодарност, вечна Македонија. Чествувањето продолжи со пригодна културно-уметничка програма во која учествуваа професори од Основното музичко балетско училиште Лазо Мицев Рале Кавадарци, ученици од Средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров. Беше изведена химната на Република Македонија, рецитали посветени на стреланите младинци, а беше изведена и легендарната песна Ми заплакало селото Ваташа, песна која го опева Ваташкиот масакар.
Денеска во Неготино беше представен оперативниот план за вработување од страна на заменик министерот за економија Маријан Ристевски и агенциите за вработување и поддршка на претприемништвото. Денес продолжуваме со презентација на оперативниот план за 2025 година за вработување на невработени лица во Република Македонија, да го презентираме тука пред Неготинчани и другите околни општини. Она што сакаме да го напомениме за овој оперативен план е тоа што изнесува цели 2,5 милиарди денари или околу 40 милиони евра, што значи 7,5 милиони евра повеќе владата одвои за вработување на невработените лица во Македонија, посебно на младите до 29 години. Она што сакам да го потенцирам и ги охрабрам посебно младите луѓе до 29 години и сите категории на невработени лица да го искористат периодот за аплицирање на една од најпопуларните и најатрактивни мерки од самиот оперативен план, а тоа е само вработувањето, која мерка ќе трае до крајот на неделава, до петок, да го искористат овој период и доколку имат добар бизнис план, идеја, слободно да ја приложат во агенцијата за вработување тука во подрачната единица, а понатаму ќе биде разгледувана истата таа од страна на комисија и се надевам голем дел од тие бизнис планови и идеи ќе бидат и реализирани со овој оперативен план. Иначе да напоменам дека оперативниот план ќе опфати вкупно 16.500 невработени луѓе во Македонија. Има две мерки во планот. Едната мерка е за отворање на нови работни места и креирање на нови работни места. Тоа се неколку мерки во планот, а додека пак другите мерки се за до обука и до едукација со цел да ги зголемат перформансите невработените лица на пазарот на трудот. Конкретно со мерката за самовработување ќе бидат опфатени 1750 лица, од кои што 750 лица ќе бидат до 29 години, што значи владата става акцент на невработените млади лица. И тоа да напоменам, кои се новитети во оваа мерка е тоа што лицата до 29 години нема да користат калкулани до 6.000 евра, зголемена е сумата до 10.000 евра, а додека лицата над 29 години нема да користат сума до 6.000 евра, него е дозволено плюс 1.000 евра, односно до 7.000 евра, или третата подмерка е здружување во ДОО, односно друштво со ограничена одговорност, каде две лица до 29 години ќе можат да користат за добар бизнис план до 20.000 евра, а лица над 29 години ќе можат две здружени лица да користат до 14.000 евра. Уште еднаш да ги повикам неготинчани да се охрабрат, да ги приложат своите бизнис идеи. Знам дека се креативни неготинчани, да го посетат агенцијата за вработување, тука подрачната единица, да го приложат својот план и да учествуваат во оваа мерка. Иначе да напоменам дека до денешниот ден имаме некаде околу 3200 пријави од невработени лица токму за оваа мерка самовработување. Чест и задоволство ми е денеска што ќе имам можност пред граѓаните на општина Неготино да го презентираме оперативниот план за активни мерки за вработување. Тоа е клучен документ кој што го имплементира Агенцијата за вработување и кој што изразува нашата заложба за инклузивен и развоен пазар на труд, за намалување на невработеноста, зголемување на вработеноста и создавање на одржливи работни места. Оваа година оперативниот план за активни мерки за вработување е со досега најголем буџет и со досега најголем планиран опфат на учесници, како што каже заменик министерот, од 16.500 учесници предвидени за сите активни мерки. Сакам да напоменам дека оперативниот план содржи мерки кои што ја изразуваат реалната потреба како на невработените лица, така и на работодавачите и е одраз на нашата економија и на нашето општество. Исто така сакам да напоменам дека оваа година во фокусот на оперативниот план, на целиот оперативен план се секако младите луѓе до 29 години, зашто говори дека е планирано учество во сите активни мерки најмалку 40%
учество на млади лица невработени до 29 години, но секако тоа не значи дека и останатите категории на невработени лица не се застапени во мерките, односно мерките се наменети и за останатите категории како што се долгорочно невработените, жените со учество од 50%, најмалку понатака ромите како посебна рандева категорија од соучество од минимум 5% во активните мерки, примателите на гарантирана минимална помош и така натака. Сите центри за вработување се подготвени и ги очекуваат во теке огласот за програмата за самообработување, а наскоро ќе се објавуваат и останатите огласи за другите активни мерки и тоа според претходно утврден план за динамика и динамика на објавување и на реализација. Сакам да ги повикам, да ги охрабрам сите заинтересирани лица да земат учество во оперативниот план за вработување, а оние лица кои што немаат можност денеска да ги слушнат нашите презентации, ги повикувам да ја посетат нашата веб страна, таму е објавен детално оперативниот план со сите критериуми, обврски и начин на реализација, или да го посетат најблискиот центар за вработување, надлежниот центар за вработување и да побараат информација за истите. Искрено верувам дека и оваа година успешно Агенцијата за вработување ќе го спроведе сите мерки кои што се предвидени со годинешниот план. Како што напомена заменик директорката, дел од активностите од оперативниот план ќе се спроведуваат директно преку Агенцијата за поддршка на претприемништвото и тоа секој оној кој сака да основа бизнис, штом ќе се пријави во Агенцијата за вработување, ќе се направи една основна селекција таму и потоа мора задолжително да посети дводневна обука, каде што дополнително ќе им се зголеми претприемачкиот дух и ќе се здобија сознање за започнување на сопствен бизнес. Штом ќе завршат обуките, се пристапува кон ваучерскиот систем на советување преку каталогот на советници кој што ги има Агенцијата за поддршка на претприемништвото, бројат преку 300, од кои 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнес планове. Потенцијалниот претприемач заедно со советникот, штом ќе го изработат бизнес планот, се формираат две експертски комисии кои понатаму ќе направат селекција на тие бизнес планови и најдовлите потенцијални претприемачи со најдобри бизнес планови продолжуваат, се враќаат повторно во Агенцијата за вработување, каде што подпишуваат договор и си основаат сопствен бизнес. Во Неготино примопредавање на возило наменето за превоз на лица со попреченост. Набавката на ова комбе е во рамките на програмата Интерек ИПА Адрион, која е кофинансирана од Европската Унија. Општина Неготино заедно со уште 5 општини од Јадранско-Јонската област добија грант за реализација на заеднички проект локалните власти на патот кон одржлива урбана мобилност. Денеска во општина Неготино, каде што се врши примопредавањето на специјалното возило кој што служи за лица со посебни потреби. Имено во рамките на програмата Интерек ИПА Адрион, која е кофинансирана од Европската Унија, општина Неготино заедно со уште 5 општини од Јадранско-Јонската област добија грант за реализација на заеднички проект локалните власти на патот кон одржлива урбана мобилност во Јадранско-Јонскиот регион со акроним ЛАМО. Проектот е со вредност од 1.192.000 евра, од кои околу 170.000 евра се грант за општина Неготино, со напомена дека времетраењето на проектот е 36 месеци. 6 општини решија да соработуваат и да се обидат да одговорат на прашањето како можат локалните територијални власти и особено локалните самоуправи да придонесат за наградба на урбаната мобилност на видливо еколошки начин. Денеска се врши чинот на примопредавање на возилото комбе за превоз на лица со попреченост, а во рамките на проектот е предвидена набавка за урбана опрема, знаци и канти за отпад за велосипедски парк, набавка на 5 електрични трицикли за лица со попреченост, набавка на 10 електрични велосипеди, 5 полначи за истите, изработка на техничко архитектонско истражување за велосипедска патека во општина Неготино, развој и изработка на стратегија за урбана мобилност во нашата општина. Ме останува од моје лично име како градоначалник на општина Неготино и во име на локалната самоуправа да се заблагодарам на донацијата и соработката што ја остваривме со сите релевантни фактори за остварување на целта. А голема благодарност упатувам и до Европската Унија, преку која се обезбедени средствата за реализација на проектот.
Од денес започнува Петровденскиот пост. Почитувани верници, секој ден е благословен од Господа, особено постните денови кои се за зголемување на нашата духовна будност и внимание над срцето и неговото чистење од страстите. Од денес 16 јуни пред нас е Петровденскиот или апостолскиот пост, кој си има свое правило на постање. И да не заборавиме дека според правилата на црквата треба правилно да ги практикуваме сите пости и водиме духовен и правилен духовен живот под духовно раководство на нашиот духовен отец или свештеник. Петровденскиот пост е во чест на светите апостоли Петар и Павле и му претходи на празникот Петровден, кој се одбележува секогаш на 12 јули. Должината на Петровденскиот пост зависи од празникот Великден, кој може да трае од една седница и еден ден до 6 седмици. Телесниот пост подразбира воздржување од храна од животинско потекло, што значи од трапезата се тргаат месото, млечните производи и јајцата. Во среда и петок јадењата се на вода, односно се подготвуваат без масло. Понеделник, вторник, четврток се со масло, во сабота и недела и на поголемите празници е дозволено да се јаде риба. Целта на постот е да се исчистат духот и телото, што се постигнува не само со воздржување од храна, туку и од лоши мисли, зборови, дела, покаяние и безрезервна љубов кон Бога и кон луѓето. И така, исполнувајќи ги Божите заповеди, сите ние ќе можеме да се соединиме со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос и го добиеме Царството Небесно, за кое сме создадени. Амин. Доделени наградите на најдобрите ученици во општина Неготино. Вкупно беа наградени 49 ученици и 27 ментори од 4 училишта во општина Неготино, а награда добија и учениците на генерацијата. На пригодна свечаност, градоначалникот на општина Неготино, доктор Горан Стојанов, им додели парични награди на учениците и менторите од 4 училишта во општина Неготино, кои освоиле прво, второ и трето место на државни и меѓународни надпревари, а радува податокот што нивниот број секоја година континуирано се зголемува. Најпрво, вредностни ваучери во висина од 10.000 денари им беа доделени на учениците на генерацијата во двете основни училишта, и тоа или на Ставрова од Општинското училиште Гоце Делчев и на Андон Крстев од Општинското училиште Страшо Пинџур. А на настанот беше присутен и ученикот на генерацијата во Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи, Кирил Димитров, кој својот ваучер го доби претходно, а ја искористи можноста да им се обрати на присутните на настанот. Потоа награди беа доделени во висина од 5.000 денари за учениците освојувачи на прво место, 4.000 денари за второ и 3.000 денари за освојувачите на третото место, колку што добија и сите ментори на учениците. Беа наградени 12 ученици и 3 ментори од Општинското музичко училиште Владимир Арсовски, 11 ученици и 8 ментори од Општинското училиште Гоце Делчев, 16 ученици и 8 ментори од Општинското основно училиште Страшо Пинџур и 10 ученици и 8 ментори од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи. Од вечерва по полнок ќе поскапат горивата за 1,5 денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Максималните цени на нафтените деривати ќе изнесуваат за Евросупер БС 95 76 денари за литар, за БС 98 78 денари за литар, дизел горивото ќе се продава по 67,5 денари, маслото за горење екстра лесно 67,5 денари. Цената на килограм мазут ќе биде 39,7 денари, а цената на екстра лесното масло за домакинство ќе се намали за 1 денар, одлучи Регулаторната комисија. Левица со предлог закон за намалување на работниот ден од 8 на 6 часа. Левица во собранието предлага намалување на работниот ден на 6 часа. Иако ова е еден од нашите најголеми програмски приоритети, сметаме дека ова не произлегува само идеологија, туку од времето кое ги диктира промените и од цивилизацијскиот напредок на човештвото.
Во поширок контекст, 8-часовниот работен ден е остаток од индустриското време и е стандард за полно работно време кој не одговара на овој свет, туку на сосема различен свет. Овој свет кој денеска го живееме има зголемена продуктивност благодарение на технологијата. Обврските на работникот се автоматизираат, дигитализираат и унапредуваат на начин што тој веќе не е инволвиран како што бил инволвиран во индустриското време. За работниците денеска живеат во време кога технологијата напредува, но истовремено нивниот работен ден и работен век е исполнет со исцрпеност, анксиозност и хроничен замор, без вистински простор за одмор, грижа за семејството или општествена партиципација. Затоа предлагаме 6-часовно работно време без намалување на платите, а во македонски контекст ова е заради тоа што власта не сака да ги зголеми платите. Во услови кога имаме власт која не ги зголемува платите, и сакам да ја потсетам јавноста дека ние предложивме закон за зголемување на платите по моделот на синдикатот, но тој не помина. Нашите работници не смеат да бидат оставени сами на себе, не смеат да бидат оставени сами против оваа антиработничка власт, така да во услови кога не се зголеми минималната плата предлагаме да се намали работното време. Зошто? Затоа што ова доаѓа од анализа. Исланд, Велика Британија, Шведска, Јапонија, Германија, Франција и многу други држави веќе имаат воведено помало работно време или експериментираат со модели за помало работно време. Во регионот во маја 2025 година властите на Црна Гора намалија намалување на работното време. Сите анализи покажуваат дека резултатите се јасни. Подобра продуктивност, помало отсуство од работа, подобро ментално здравје и зголемена лојалност кон работните обврски на работниците. Ниедно од новија земји не претрпе економски удар, туку напротив, многу фирми, државни и приватни пријавија раст. Ова не е само човечки напредок, туку ова е економска рационалност. Нашиот предлог е конципиран со внимание да нема буџетски трошоци, нема наметнато вештачко темпо, туку сметаме дека ова доаѓа природно во ова време, и најпосле преминот е реален и изводлив, особено во сектори каде веќе е воспоставен флексибилен пристап кон работното време. Најважно ова е порак дека во Македонија политичката елита нема да биде нема на трендовите кои се одвиваат во Европа. Овој предлог го гледаме како дел од континентален тренд, но го гледаме и како наша обврска, затоа што во овој мандат многу пати интервениравме во Законот за работни односи. За крај сакам да потсетам дека доколку помине првата фаза на донесување на овој закон, тогаш во комисиите можеме да разговараме за спецификациите на законот. Ние нудиме модел со 6-часовно работно време, но во комисиите можеме да разговараме да дојдеме до оптимум. Тоа што е битно е да се наметне јавен притисок, битно е да се вклучат синдикатите, здруженијата на работниците, оние здруженија кои се бават со работничките права, оние здруженија кои се бават со физичкото и менталното здравје на нашите граѓани. Во еден јавен дискурс да наметнеме притисок дека ова е потребно, потоа во собранието можеме да дискутираме со властите за моделот во кој тоа ќе се примени. Очекуваме поддршка од партиите затоа што сметаме дека нешто мора да се направи за работниците. 7 милиарди евра задолжување во последната година без никакво менување во работните односи покажува дека ова не смее да продолжи. Аудитот од 130.000 евра е на Филипче. Тој што му го купил и го потврди. Јавното обвинителство да отвори постапка побара денеска од ВМРО ДПМН. Аудитот од 130.000 евра е на Филипче. Тој што му го купил го потврди истото. Јавното обвинителство мора да отвори постапка. Енес Колешинац, газата на фирмата Зобек Mining Group, кој го земала на лизинг луксузното Ауди Q8, кажа дека истото го земале за Венко Филипче и дека истото сега се наоѓа во владение на председателот на СДС. Колешинац не е било кој бизнисмен. Тој е бизнисменот кој го снабдуваше СМ со јаглен во време на СДС и бизнисменот кој заедно со Филипче и браќата Заеви се журка на Хари Џиновиќ во Дубај. Јавното обвинителство мора да отвори постапка против Венко Филипче. За изваков случај веќе има отворено постапка против Пеце Мирчевски, поранешен директор на СОЗР од СДС. Зошто Филипче е привилегиран? Јавното обвинителство мора да почне да работи. Продолжуваме со спортот. Кошаркарите во предквалификациите за светско првенство ќе играат во Куманово. На 2 август ја пречекуваме Романија, на 20 август Унгарија, а помеѓу овие два датуми ни следуваат гостувањата.
Македонската сениорска кошаркарска репрезентација во месец август ќе стартува со надпреварите од предквалификациите за светското првенство кое ќе се одржи во 2027 година, а ФИБА официјално објави дека нашата селекција ќе биде домакин во градот Куманово. Ова ќе биде втор пат во историјата нашата репрезентација да играе квалификацијски надпревари во овој град, откако прв пат настапи во далечната 1999 во рамките на тогашните квалификации за Европското првенство. Македонија првиот надпревар како домакин ќе го одигра на 2 август Илинден против Романија. Потоа на 9 август во Солнок ќе гостуваме на Унгарија, па на 13 август во Орадеа ќе ги гостуваме на Романија и на крај на 20 август повторно во Куманово ќе ја пречекаме Унгарија. Со оглед на важноста на овие предквалификации, изборот на Куманово како град домакин представува значаен чекор во враќањето на кошаркарската атмосфера и поддршка надвор од главниот град. Македонската кошаркарска федерација очекува силна поддршка од публиката со надеж за успешен пласман во следната фаза од квалификациите. Утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, попладне во западните претежно планински региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата до 35 степен. И во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност, во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во четврток и во петок. Го гледавте Дневникот, ви благодарам за довербата и вниманието, имајте пријатна вечер.